По повод верскиот празник 40 маченици или младенци, вчера на ледестите предели помеѓу Оризари и Кочани се одржа голем народен собор на кој присуствуваа верници од околните населени места. Најбројни беа жителите од населбите Оризари и Усова Чешма, кои неколку години наназад доаѓаат на ова свето место, кое се уште ги нема сите белези на духовно светилиште. Меѓутоа, желбата на верниците и упорноста на црковниот совет чекор по чекор ги избогатуваат црковните содржини во настојувањето овде да се подигне манастир. Тука се тоа се славе и 40 мученика на аторот во Оризари и Кочани. Тука најповеќе доаѓаат од Оризари, Усово Чешма, шатрови тука од Кочани, има и од Зрното сега гледам починат да доаѓаат со автобуси. Музика, да, има и ќе има и другите години така. Да, има ручок ќе има, сега ќе има бобче и орихче, така ќе има 3 котли. Вообичаено за вакви празнувања, верниците имаат можност да се видат со своји роднини и пријатели. За многу години, 40 мученика. Здрави и среќа. Па празнуваме, играме, поеме, свириме, веселиме се напред, се арно-порно. Сека година, па мора. Кои немат година још, тие ги ијат младенци карат. Организаторите се погрижија во новоизградените објекти да подготват манастирско гравче и други постни манџи. Припремаме тавче, гравче, ориче и компири. Па најдобри се оцено на голема површина. Да. Поединци кои не пропуштаат да бидат дел од манастирските и црковните народни собори, велат дека токму големите верски празници се можност народот да се развесели, да се виде и да си раскаже за сето тоа што му се случувало помеѓу два празника, односно во изминатата година. Два пати годината се прави, мислам искажу, ја пак ќе докажам. Тоа е друго што да речеме весело, убаво, кој што е порел тоа пие и јаде, а и дават и плюс. Да, секој на манастир. Да, јас сам се редовен на манастир, не пропуштам за тоа што секојаш у народ треба се мешава, народ ќе науча многу нешто. А на македонските народни ора, до вечерните часови игра и помладите и повозрасните.